Најново издание на интервју на телевизија Мега. Денешниот разговор ќе го посветиме на Советот за јавни набавки. Кои се надлежностите и функциите на ова дело? Какво е досегашното искуство и кои придобивки се остварени во работата во изминатите неколку години од кога постои и работи ова тело? Мој денешен соговорник и гостин во студиото на телевизија Мега е доктор Златко Алексов, заменик председател на Советот за јавни набавки. Најпрво, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега и ви благодарам за вашето гостување. Добро, најдов. Благодарам за покана. На самиот почеток да се обидеме на нашите гледачи да му го представиме и одблиску да го доближиме ова тело, кога е составено, кога започна со работа, кои се неговите надлежности и функцијата. Така, Советот за јавни набавки не е тело, јавноправна форма беше, меѓутоа од 1.1.2016 година прерасна во државен орган. Претходно беше составен дел на Бирото за јавни набавки, кој е составен дел на Министерството за финансии. Значи, за недела дена од прилика навршуваат 3 години од стапувањето во сила на одредбите од законот по кој постапува Советот. Значи, се формира конкретно на 2013, почетокот на 2014 година, со последните измени на Законот за јавни набавки од 2013 година. Првите неколку месеци служеа за создавање предуслови за успешен почеток на ова нова институција. Се оспособивме се опремивме, се обезбеди опрема, простори, се вработија лица, изготвивме подзаконски акти, така да можам да кажам спремни стартувавме, се изготви софтверско решение и спремни стартувавме од 1 мај 2014 година. Значи, како што кажав, навршуваат уште малце 3 години. Советот се состои, значи почнавме со 5 члена, сега се состои од 7 члена, односно 6 члена и председател на Советот. Јас сум член на Совет, бев заменик председател до пред 1 месец. Позицијата заменик председател е ротирачка на секои 6 месеци. Почетоците на Советот со 5 члена беа мощни, тешки, обемот на работа беше преобемен, меѓутоа никој не можеше да го предвиди. Самата потреба, односно самите проблеми отпосле се наметнаа, така да брзо се изреагира со предлог на законски измени, ни се излезе во пресрет од релевантните институции и се прошири бројот на членовите на Советот на 7. Така да можам да кажам дека сега, иако обемот на работа не е намален, меѓутоа полесно функционираме. До сега, може би и не е за верување, Советот има решено за неполни 3 години околу 50.000 предмети. Процедурата на кусоќе... Која е постапката, да ја објасниме, која е постапката по едно барање за добивање согласност од Советот за јавни набавки? Процедурата започнува постапката пред Советот со поднесување на барањето за добивање согласност. Постојат 12-13 правни основи по кои постапува Советот за јавни набавки. Советот за јавни набавки постапува по Законот за јавни набавки, по Закон за концесии и јавно-приватно партнерство, како и по Законот за издавање под закуп на објекти во владение на Република Македонија, односно во собственост на Република Македонија, продажба и издавање под закуп на недвижности, се извинувам. Така да постапуваме по повеќе закони. Субсидијарна примена има управната постапка во делот на жалбената постапка. Така да не е само Законот за јавни набавки, постапуваме по повеќе закони во кои се споменува надлежностите на Советот, односно добивањето согласност. Инаку, како што напоменав, постојат повеќе правни основи по кои договорните органи или државните институции, да се изразам со вообичаен речник,
поднесуваат по повеќе правни основи барање за одредена согласност. Значи најчесто поднесувано барање е користење на оправданост од користење на барањата и условите во техничките спецификации. Значи се смета дека она што Советот најмногу може да допринесе, односно да учествува во делот на зголемување на конкуренцијата во постапките за јавна набавка, се техничките спецификации кои најчесто би можеле да бидат предмет на намалување на конкуренцијата, на евентуални можни неправилности, злоупотреби и така натаму. Советот постапува исто така битен правен основ по кој често постапува Советот, но не со толков интензитет како за техничките спецификации, се и критериумите за утврдување на способност на понудувачите, односно економските оператори кои се явуваат во постапката. Постојат повеќе други. Најчесто Советот одлучува во рок од 10 дена, со можност 5 дена доколку станува збор за постапка од поголем обем, за продолжување на одлучувањето. Меѓутоа има постапки, таа е постапката за оценување оправданоста од користење на постапка со преговарање од крајна итност, која, верувајте, Советот одлучува само во рок од 3 дена, така да нема можност да се користиме со знаење и искуства од експерти и така натаму. Постапува и по барање, односно барање за добивање согласност за оправданост од користење на критериум економски најповолна понуда и така натаму. Овие се неколку основни, битни, најфреквентни барања за добивање согласност. Дали за секоја од овие постапки е потребно истото мнозинство и со колкаво мнозинство донесува одлука Советот за јавни набавки? Да, со просто мнозинство, односно од 7 члена четворица се носи одлуката. Воглавном ставовите на членовите на Советот се усогласени, со ретки случаи кога не се согласуваме за одредени решенија. Така да проблем беше кога се избра шестиот член, се немаше избрано седмиот член, но сега можам да кажам дека ги надминавме тие проблеми во делот на донесувањето на одлука. Значи, барањето се доставува до Советот. Советот во рокот од 10 дена има обврска доколку сака, односно доколку Советот, известителот, членот, каде што по случаен електронски избор е распределен предметот, во рокот од 10 дена се обраќа до стручни лица. Советот користи стручни лица, таа терминологија се користи во Законот за јавни набавки, тие се експерти од најразлични области. Значи, во тие 10 дена може да се комплетира барањето, доколку од формално правен аспект недостасуваат документи, а потоа се испраќа до стручни лица од соодветната област, од проблематиката поврзана со предметот на набавка, кои стручни лица имаат обврска за 3 дена да дадат мислење дали сметаат дека треба да се даде согласност или не треба да се даде согласност. Тие подпишуваат изјава дека под полна морална материјална одговорност ги даваат своите мислења во доменот на науката, согласно науката и струката. Така да Советот финално оценува, односно одлучува врз основа на стручните мислења од експертите дали треба да се даде согласност или треба можеби да се одложи постапката во моментот да не се даде согласност, односно да се одложи со следно барање кое ќе уследи по коригирање на пропустите кои се дадени во насоките на решението со кое не се дава согласност. Кои се најчести причини поради кои може да дојде до одлагање или пак одбивање на одредено барање? Па видете, најразлични причини има. Да почнам од формално правна природа, кога, да речеме, со исто барање се поднесува договорниот орган, не знаејќи дека го нема тоа право, поднесува по повеќе правни основи. Тоа, знаете, Советот користи разни стручни лица во делот на способности и на спецификацијата. Често не можат ист тип на стручни лица со исти занимања со иста струка да се произнесат.
многу често кај да речеме критериумите за утврдување на способност се користат правници, така да се одложува, односно додека не се коригира, додека не се поправи барањето, до тогаш се враќа, но најдоцна кај постапките од поголема вредност до 3 пати, значи секогаш 3 пати се, од трет пат, значи максимум од трет пат се дава согласност, многу често од прв пат и втор пат, но кај помалите постапки, максимум до втор пат може да оди барањето. Ние предлагаме измени за кои понатаму ќе спомнам, во кои предвидуваме, односно сметаме дека е поцелисходно онаму каде што има многу мощни небитни пропусти, а кои може да влијаат на конкуренцијата, да ги коригираме уште првиот пат, со цел да дадеме условна согласност со конкретни насоки, што таа можност во моментов ја немаме. Со оглед на тоа дека постоите неколку години како советодавен орган, можеме ли да кажеме дека во однос на самиот почеток на ваков тип на работа и денес веќе се намалени тие технички причини поради кои може да дојде до одбивање на барањето и дали очекувате дека во иднина ќе бидат уште во помал број? Да, секако. Значи, не се само овие причини кои ги напоменав, има многу други причини. Верувајте, од незнаење, не верувам дека станувало збор за умисла, многу често се поставуваат барања кои од невнимание, предпоставувам, упатуваат на конкретен производ, на конкретен производител, на конкретен понудувач, што, да не кажам, одредба стара од минатиот век, уште од уредбите, забрането е користењето на трговско име во јавни набавки. Не можеш да купиш, да наведеш со име и презиме Кока-кола, Мерцедес, да не спомнувам брендови. Така да можеш да наведеш минимални карактеристики, минимално да го опишеш предметот, со минимални карактеристики да го опишеш предметот на набавка, во корелација со потребите кои ги имаш, но никако со конкретни карактеристики преку кои индиректно, перфидно може да се препознае кој производ сакаш да го купиш. Значи, советот во минатото, онаму каде што немало, да речеме, трговско име наведено, имало друг тип на пропусти, се наведувале фиксни карактеристики. Како што кажав, по фиксните карактеристики се можело да се види на кого алудира. Да. Меѓутоа, советот ја има таа улога, онаму каде што има можност, дава насоки дека наместо фиксни треба да се наведат минимални карактеристики со цел, и законот го дозволува тоа, да се даде можност на понудувачи да учествуваат со подобри карактеристики како рамноправни на овие кои се најблиску нели до минималните. Така да проблеми кои можам да кажам се надминуваат проблемите, дека се подобри се техничките спецификации, ние сме задоволни. Една анкета што направивме, можам да кажам дека се многу позадоволни договорните органи, економските оператори, со многу висок процент на, да кажам, на позитивно одговорени, меѓу 80 и 90. Така да надминати се оние почетни проблеми. Уште би напоменал и тоа дека често се случуваше, односно доаѓаше до ограничување на конкуренцијата и со критериумите за утврдување на способност. Значи, од невнимание или со желба да се обезбеди добар понудувач, квалификуван и така натаму, се ограничуваше учеството на во постапката на одредени економски оператори понудувачи, иако и тие можеа да ја задоволат истата потреба. Велам, најчесто од непознавање се случува да се препишуваат, нели, да се отвори од бирото, да се земе техничка спецификација за веќе објавени огласи, критериуми за утврдување на способности, иако истите можеби нема да им користат. Тука е советот и улогата на советот во овој момент, да кажам како браник на заштита на јавниот интерес кој се остварува преку јавните набавки, е да укаже дека критериумите можеби се непропорционални, не се директно поврзани со предметот на набавка
и дека тоа треба да се коригира, да се либерализира, да се создаде можност за учество на повеќе понудувачи, а сето тоа е во корелација нели со политиката на државата за развој на зони на учество на мали и средни предпријатија, на учество на понудувачи од странство, привлекување нели во таа насока и на капитал инвестиции од странските земји. Ако верувате и многу други одредби кои се, да кажам, политика на владата, се во делот на Законот за јавни набавки, пред поднесување барање за добивање согласност, задолжително се истражува пазарот, значи постојат казнени одредби доколку не се истражи пазарот, а се премине на барање за добивање согласност. При тоа се има обврска пред објавување на огласот, а по добивање на согласност да се анимира, да се повикаат домашните и странски понудувачи кои биле предмет на истражување. Значи, во многу сегменти Законот за јавни набавки и улогата на Советот е за привлекување на понуди, понудувачи кои претходно немале информација дека се објавува оглас, дека државата има намера, интенција да купи одредена опрема, одредена услуга и така натаму. Значи, се е во корисна и Советот има, можам да кажам, висока развојна компонента. Можеме ли од сето ова да извлечеме како заклучок дека токму преку работата на Советот за јавни набавки се помага во подобрување на конкуренцијата, се овозможува на што повеќе компании и предпријатија, како што споменавте и домашни и странски, да учествуваат на тие тендери за јавни набавки и, еве, најгрубо кажано, да се подобри самата комуникација и соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор? Апсолутно е така. Значи, државата се впушта на пазарот како рамноправен пазарен субјект. Значи, комплетно улогата на понудата и побарувачката стапуваат на сила како главни пазарни законитости. Верувајте, не само анкетните прашалници кои укажуваат на тоа дека се повеќе задоволни договорни органи и економски оператори, туку и самите статистики од извештаите на Бирото за јавни набавки, на Сигма, покажуваат, на некого тоа му се допаѓало или не, покажуваат позитивен тренд. Значи, ако некогаш, што би кажал дека се и главни придобивки и причини за постоење и континуитет во работење на Советот се и тоа што до почетокот на постоење на Советот бројот на понуди паѓал, се намалувал. Верувајте, голем напор е само да се спречи падот на бројот на понуди, а камоли да почне да расте, како што тоа го предизвикал, предпоставувам, со своето действување, верувам, со своето действување Советот за јавни набавки. Значи, ако некогаш паѓа понудите, бројот на понуди до 2014, од 2014 се бележи тренд на раст. Значи, и да не се бележал тренд на раст, голем успех е на Советот што прекинал падот на бројот на понуди. Значи, Советот допринесува за градење на вербата на економските оператори, на понудувачите во државните институции. Знаете, порано се знаеше да се каже без никаква основа тендерот е наместен или за ова или за оној, меѓутоа и да не се работи за тоа, доколку некои одредени карактеристики упатуваат од невнимание на некого, од незнаење, верувате, влијае на угледот на институцијата. Значи, секогаш оној кој губи, кој не гледа своја можност да учествува, од таму излегуваат тие констатации. Што не верувам дека било така, меѓутоа сега сметам дека допринесуваме за зголемување на довербата во државните институции. Значи, друго е кој ќе видат техничка спецификација изготвена со коректни параметри, со нефаворизирачки елементи, друго е кога ќе видат дека се дава простор, се дава можност за учество на повеќе понудувачи, без при тоа да се намали квалитетот. Значи, Советот не само што допринесува за зголемување на бројот на понуди автоматски, значи едно со друго се поврзани начелата на Законот за јавни набавки, зголемен број на понуди, недискриминација, еднаков третман, зголемена конкуренција,
се постигнува крајната цел, најдобра вредност за парите, односно најдобра вредност за обезбедените средства. Споменавте дека без разлика на тоа дали некому му се допаѓа или не, статистиките и бројките го оправдаа постоењето на Советот за јавни набавки и неговата работа. Несомнено во овие неколку години сте имале коментари и критики за вашето постоење или за работата, меѓутоа мене ме интересира дали вие како членови на Советот за јавни набавки се соочувате со потешкотии во извршување на својата работа. Наидовте ли на отпор на самиот почеток и дали денеска имате некакви притисоци како членови на овој орган? Па ако верувате, уште на едно предавање мое во Holiday Inn, мислам, беше пред почнување со работа на Советот, крена рака еден господин и се извинувам малце ќе го спуштам нивото и вика вие јажиња ќе ни носите или ние сами да си купиме од продавница? Мислам, веднаш од старт добивме еден таков, да кажам, негативен набој во однос на постоењето на Советот. Едноставно, оние кои што биле под инерција, кои функционирале, почувствуваа сега дека некој ќе ги коригира во нивната работа. Значи, отпорот според нас беше очекуван и оправдан. Тие долго време биле уверувани од своите работодавци дека браво, така треба, успеа, најдобрата кола ја купи за мене или најдобрите производи, не гледајќи дали цената е постигната согласно економските законитости, дали можело да биде пониска, дали можело подобар квалитет, дали можело исто возило со двојно помала цена, да речеме, да биде набавено и да ја задоволи истата потреба. Така да, и не само постоењето на Советот, значи ние некако Советот во пакет влезе со измените на законот со повеќе законски одредби кои во прво време не им се допаѓа на договорните органи, на државните институции. Така, на пример, паралелно со постоење, со конституирање на Советот, беше, да речеме, се зголемува и процентот на објавени електронски постапки, што на почеток даваше голем отпор кај оние кои не се оспособени и остручени тоа да го направат. Понатаму, нешто пред постоење на Советот излезе и негативната референца, да кажам. Со постоењето на Советот излезе законска одредба за истражување на пазар, што тие почувствуваа дека оние кои никогаш истражувањето на пазар не го правеле претходно, дека сега имаат дополнителни главоболки обврски, рачунајќи, предпоставувам, си го планирале времето, нели, за едно, за друго, не антиципирајќи го периодот за добивање согласности за истражување на пазар, па така да често сега тие кои не ја научија веднаш лекцијата се доведуваат во задоцнување, во дисконтинуитет во снабдувањето и секако имаат негативни проблеми, односно имаат проблеми и забелешки од своите работодавци, па секогаш кривецот за недобивањето согласност и за проблемите во институцијата се натовар на Советот. И не само тоа, значи се предвидува и казнени одредби. Во членот 232 можам да кажам има добри 25 казнени одредби за пропусти кои за одговорност на одговорни лица на вработени во изготвувачи на техничката спецификација, на оние кои ги изготвуваат критериумите, на оние кои ја отпочнуваат постапката, така да казнените одредби можам да кажам во пакет со Советот за јавни набавки малце го лошо се прими измената на Законот за јавни набавки во делот на Советот. Значи во пакет со останати непопуларни, но корисни мерки влезе Советот, така да кога гледаат на Советот, веднаш гледаат и со казнените одредби, каде што има, нели, и парични затворски казни и така натаму, а и со истражувањето на пазарот, што им представува дополнителна обврска пред отпочнување на постапката. Така да и тие казнени одредби, иако кривичарите зборуваат дека се извлечени од кривичниот законник и дека не име место овде,
ја одиграа својата улога. Значи, навистина, можеби системски не е најпопуларно и најдобро решение, меѓутоа во одреден период за конкретни во корелација со други преземени мерки го исполнија своето очекувањето од постоењето. Значи, друго е кога има многу лица кои учествуваат во јавните набавки, кои работат во јавните набавки, не се правници, не ги познаваат законите. Претпоставувам, кога ќе ги видат во нивниот закон, кој најчесто го практикуваат секојдневно и се користат со него, казнените одредби, ќе знаат дека за непостапување, за преземање на девијантни действија, вакви, такви, онакви, се санкционираат. Така да не е при тоа анулиран, односно изземен кривичниот закони, кој секако е во овој случај основен од кај се поаѓа, меѓутоа овие одредби само можам да кажам го дополнуваат дејството на кривичниот законник. Голем е отпорот од договорните органи за овие одредби, па така како што кажав пред малце, во пакет некако истовремено дојдоа со конституирањето на Советот. Сега во контекст на конкуренцијата и овозможувањето на лојална или спречувањето на нелојална конкуренција, работата на Советот за јавни набавки, токму и тие казнени одредби кои се почитуваат, мораме да ја земеме во предвид и другата страна. Каков е фидбекот од искуствата на оние кои се јавуваат на овие тендерски постапки? Имате ли направено такво истражување? Задоволни се ли од самото спроведување на постапките и како се земаат во предвид нивните барања? Па да, секако, значи како што ви споменав, ние направивме анализа и спроведовме анкета и кај договорни органи и кај економски оператори. Значи, некои кои немале можност да се јавуваат, кои сметале дека тендерот е само за еден, дека е за... Иако не биле информирани едноставно. Со одредбите на предвидени, поврзани со работата на Советот, се поттикнуваат за учество. Никогаш не може ни да претпостава дека можат да се јават на тендер, да добијат тендер, да учествуваат, да победат, да доходуваат и да се издржуваат, да речеме, и помали фирми, и средни. Во изминатиот период, искрено, значи, да кажам, големите риби ги јадеа малите. Не беа храбри помалите фирми да учествуваат во постапките. Мислеа дека се е за големите, верувајте, големите па во сите постапки учествуваат, да речеме, за кондиторски производи, за прехранбени, за средства за хигиена, за компјутерска опрема. Верувајте, сега се мотивираат да учествуваат малите фирми, се создава конкуренција, паѓаат цените, монополите, да кажам, вештачки од некаков страв предизвикани, се срушени. Секој може од најразлични краишта на земјата, доколку има интерес, да учествува, да стопанисува со државата, кој е најголем стопанственик. Меѓутоа и државата има голема корист, да кажам, пред се. Не само што се намалени средствата, значи една друга анализа од податоците од извештајот на Бирото за јавни набавки покажува дека од година во година за се помалку средства се склучуваат се повеќе договори за што помало зафаќање од буџетот на државата, односно за GDP од само 8%. 8% од GDP се задоволуваат потребите за јавни набавки, додека во изминатиот период одело и до 11, 12, до 15%. Значи, пред фактите и боговите молчат. Токму така, преку овие прашања кои ги дискутиравме претходно, одговоривме кои се придобивки се постигнати во изминатите неколку години од постоењето на Советот за јавни набавки. Претходно споменавте дека планирате да предложите и некои измени. Што може да се очекува од страна на новитети во однос на работата на Советот за јавни набавки? Така, отприлика, освен претходно што напоменав дека ќе се забрза постапката во делот на одлучување, со што ќе се постигне значително намалување на издатоците, односно на трошоците на договорните органи за дадените стручни мислења.
Ке се забрза и времето за добивање согласност, значи ке се намалат трошоците, но и предлагаме и други мерки. Во фаза на изработка е, за тоа и не треба посебна законска измена, електронско поднесување на барање за добивање согласност. Со што исто така дополнително ќе се забрза постапката за добивање согласност, нели со самото аплицирање, односно поднесување барање по електронски пат, почнува да тече рокот за давање согласност. Во однос на како е до сега, бидејќи може да е, да речеме, пратено еве од Битола, додека да стигне до Скопје, поштата може да изгуби ден, два, три. Па броењето на договорните органи е поинакво од броењето на Советот, значи, а едно е законски начин на броење, нели, предвиден во законските одредби, од денот на приемот на решението, на барањето во Советот, значи од следниот ден почнува да тече рокот за добивање согласност, односно за решавање на Советот. Така да со електронското аплицирање почнува да тече рокот веднаш. Понатаму имавме намера и тоа и до сега да го постигнеме, меѓутоа немавме техничка можност, но во најава и таа новина да јавно ги објавуваме сите решенија на Советот. Не дека до сега не беа јавни, не дека до сега доколку некој побарал не добил информација, од причина што тоа се документи од јавен карактер и никој нема право да спречи увид во таква документација и слично, особено од институции кои се занимаваат со анализи, со статистики и така натаму, како и конкуренти. Сега имаме техничка можност, мислам дека се избра фирма од неодамна која веќе и работи на тоа, дека да може да се објавуваат во секое време, секој договорен орган, економски оператор да погледне како постапил Советот за конкретен проблем, конкретно прашање, дали го одложил добивањето согласност за следниот пат, дали дал согласност веднаш. И тоа ќе допринесе секако и за изедначување на квалитетот во работењето на сите членови на Советот. Значи, повеќе ќе се внимава решението кое ќе се биде јавно достапно до сите институции во секое време. Меѓутоа и ќе се подобри и правната пракса. Многу често ќе се користи таа база и тој увид, да кажеме, и при наше постапување. Многу полесно, поедноставно, при конзистентноста во донесувањето на нашите одлуки. Господин Алексов, јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Се надевам дека на нашите гледачи успеавме да им одговориме на доста интересни прашања и поблиску да ги запознаеме со работата на Советот за јавни набавки. Вам ќе ви посакам успешна работа, повеќе решени постапки и помалку потешкоти и проблеми во понатамошната ваша работа. Благодарам уште еднаш за поканата. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме од блиску да ви ја представиме работата на Советот за јавни набавки, меѓутоа и да ги извлечеме заклучоците од нивната работа во изминатите неколку години. Подобра комуникација и подобра соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор, намалување на нелојалната конкуренција и, како што мојот соговорник кажа, огромен број на околу 50.000 решени постапки во изминатите неколку години од нивното постоење до денеска. Ви благодарам за вашето внимание. Пријатно.